Источниот регион е запоставениот дел од неразвиената Македонија. Сите статистички и реални индикатори пишуваат песимистички редови за регионот, на кој секоја власт му предвидува економска експанзија, а секогаш се случува спротивното. Во моментов, источниот регион е со неполни 190.000 жители, 65.000 вработени, од кои 20.000 се администрација, а само 45.000 во реалниот сектор. Тие издржуваат 30.000 пензионери, 80.000 деца и студенти и пред се 10.000 невработени. Со нив истокот и понатаму безнадежно чека на некоја реална владина програма, странски инвестиции од кои работниците ќе видат подобри плати и барем за момент младите ќе ги замисли пред да заминат. Дека источниот регион досега не бил во ниедни планови, потврди и Бранко Азевски, председателот на Стопанската комара на Македонија. За да ова го признае, Азевски претходно веројатно требаше во Штип да биде награден со признанието Свети Никола. За мене е голем предизвик да помогнам во поттикнувањето на извозните активности на фирмите од Источна Македонија, затоа што некако секако лепде и тоа дека се запоставени во однос на Скопје и на Западот. Секако, освен Азевски, запоставеноста на Истокот ја потврдуваат и граѓаните. Чекуваше тоа така било. Сега не знам ја дали тие политичари што ги делегираме ние у парламенто некако не се упорни да се изборат за нешто по-значајни, како да речем, градежни објекти да се преземат. Ево сега нели ово што се со патишчата, тоа е добро, ама кога ќе се реализира, тоа исто така прашање. По некој случај за поставени са малку, се повеќе се од Скопје се оде таму кај работи таму најге децата. Иако за 11 години неговата партија за регионот можеше да направи многу, дека Истокот страда денес и како и претходно, признава и пратеникот Владко Ѓорчев. Значи во овој следен предстоен буџет за 2019 година, Источна Македонија апсолутно и тотално запоставена. Ставена е де факто на црна листа. Значи, она што го направивме во Источна Македонија претходната гарнитура, например, отварањето на Универзитетот во Штип, автопатиштата, еве тоа се привршува патиштата, тоа се се проекти од претходната влада на ВМРО ДПМН. Нови проекти, нови работи, нови импулси на развојот, нови фабрики, апсолутно нема ништо на хоризонт. Но најлошото во оваа слика е за крајот. Имено, наместо досегашните просечни 500 иселувања годишно, сега од Истокот пат кон светот годишно фаќаат по 600 млади. Дали евентуалните добри планови не се малку задоцнети?